Драги гледачи, добро дојдовте во нашето најново издание на овој наш и ваш подкаст Демократски импулс. Јас сум вашиот водител Трајче Китановски, а денеска, впрочем како и секогаш, ќе имаме мощно интересен гостин, како и што секогаш умеам да кажам, но денеска за прв пат ќе имаме еден адвокат, тоест не било кој, него по мене можеби најпопуларниот адвокат во нашата Република Македонија. Он можеби не би се согласил, но доколку кажам во најпопуларните и најдобри секако 5, сигурно дека нема да погрешам. Јанаки Митровски. Добар ден и чувствуваме се како дома во наша студија. Да, сигурно, чувствам по дома, добро да најдов. Јанаки, дали можеби ти е некоја тактика што толку многу ти има во медиумите или едноставно сакаш да комуницираш со народот? Тактика, не е тактика на подкастов, например, не се само поканивме, поканивте, така да у принцип сум испочитувал се дека што ме викнале, до сега барем не памтам да сум мод до сега тен да не е тралалајка, нели? У принцип не е квантна физика зашто сум присутен толку во медиумите и со доста од новинари имам вака многу коректен однос. А тоа е веројатно бидејќи немам влакна на јазик, сум комуникативен, да речеме и храбар да си го кажам тоа што го мислам и веројатно заради тоа сум добар соговорник. Да, точно така, ние те поканивме тебе, ти не се само покани, тоа е факт. И ние особено чест што денеска си тука. Да, добро. По убедување дали си левичар, може десничар, центар? Веќе на овие години 39, нели, парадигмата лево-десно факт е дека е измислена за да по стародобрата римска дивидеја et impera, односно раздели па владеј и едноставно постојат владеачи и владеани. Тоа е разлика, тоа е единствената поделба на која што треба да се сконцентрираме. Инаку како дете да речеме дека сум сметал дека сум анархист, ден денеска следам многу од таа идеологија, меѓутоа во повозрастниве години сум се поконзервативен, но повторно ќе ти кажам не избегавам строги поделби лево-десно, особено кај нас таа идеологија е многу слабо, таа поделба е многу слабо присутна, така да сакам да сметам дека постојат владеачи. Тоа и сакав да те запрашам, таа кај нас, дали левичарите се лево или се измешано? Има ли лево и десно? Единствени два пати во животот во кој што сум гласал, значи од прв пат имав право да гласам за 2004 за претседателските избори, не гласав и сите следни циклуси, не сум ги гласал, значи 2005, 6, 8, 9, 11, 13, таму 14. Прв пат во мојот живот гласав во 2016, следната година во 2017 на парламентарни па на локални избори, тоа беше за политичка партија Левица, кога таа партија беше партија асална, значи не беше ова Франкенштајн од партија која што е денес, Франкенштајн во идеолошка смисла, веќе таму не се знае. Значи, ако тие луѓе или председателот ако смета дека треба да збори дека луѓето на глава треба да одат и ако се процени дека тоа треба да ќе носи гласови и на тоа веројатно ќе се оди. До таму ли дојде работа? Па види, работа дојде до партија која што требаше да биде работничка партија или така барем почна. Ние дојдовме до степен да, значи, отворено се флиртува со национализам, со клерикалност и така натаму. Факт е дека партијата у порасли нема проблем, меѓутоа главен акцент е на тоа на националните прашања, бидејќи и тоа е многу искалкулирано, затоа што не е само таа партија кај нас, тоа е најбрз рецепт за брзи гласови, ти е да играш на националистичко основа, без разлика дали си албанец, македонец, политичар, значи тоа кај нас секогаш пали, секогаш носи гласови, едни од сега ги избориме за две најголеми заедници да се сатанизираат меѓу себе. Тоа многу добро го знаат, нели, во партија, не сум бил член таму, меѓутоа сум бил симпатизер. Не сум бил член, сум бил симпатизер, никогаш не сум сакал да бидам член на партија, сум бил симпатизер и сум агитирал за нив. Вака ептен од другарски побуди, со добар дел од основачи се познавав, меѓу кои сум сегашниот претседател. И сега тоа ти е, знаеш како, таа партија била во пораст, они са тоа им е постојано, да, е во пораст строго по тие прашања, затоа што пред да се случи тоа, ја ќе ви кажам дека во 2017 година, не знам, претседателот сегашен на таа партија не можеше во Советот на Велес да влезе, без да се форсира таа националистичка реторика. И тоа би било мене лично разочарување од партијава, затоа што кога се појавија давав многу поддршка, сакав, знаеш. Факт е дека до тука, знаеш, ВМРО СДСМ Курто Мурто цело време и беше една убава свежина, ми било едно
разочарување че ова други бизнис партии, тоа други СДС, се зуканта. Кога се погреши цела работа во левица? Каде се застрани? Што е погрешно според тебе во таа партија сега? Сега е погрешно тоа што прво многу се манипулира и се лаже. Ја и не сакам да зборам, знаеш, сум зборал повеќе пати за таа тема, а и дали е толку битно. Кај се погреши цела работа, ви ако ти си обичен член на левица, ти ќе сметаш дека и слепо веруваш, а добар дел од членовите во партиите генерално се слепци, односно да ти слепо следиш нешто, а гледаш дека не е така, ти ќе сметаш дека партијата иде топ. Ти погледни у сите изборни циклуси партијата расте со гласови. Ја дури очекував и подобро да поминат на парламентарните избори, нешто подобро, затоа памтам дека почеток на март беше кај Лјупчо Златев во емисија прогнозирав дека ќе ги дуплираат гласовите од претходните парламентарни избори, што значи очекував околу 75.000, нешто под тоа испадна. Тоа е веројатно и поради слабиот претседателски кандидат и крахот кој таму ми се деси, иако ни ја пуштени Збода Ванковска, значи она беше кандидат на левица, после лошиот резултат ја представува како независен кандидат подржан од левица, што е глупост, би имала посебно бројче така на изборна лист. Меѓутоа, кај се погреши, мене лично ако ја прашаш, се погреши да се напушти другарството, прв онима колективен орган на управување, президиум, што не знам колку е правилно, реално не знам колку е правилно, са 10-11 души дека треба да одлучуваат. Треба еден да сноси одговорност. Меѓутоа, тоа е еден другарски концепт со кој што се почна партијата со многу ентузијазам, се напушти поради карактерот на Димитар Апасиев, значи тоа е карактер на човек кој што не трпи да некој друг се истакне, да некој друг е во право, да ти кажам дека си во грешка, значи тоа е еден многу зол карактер и на лична основа си јам разочарано, затоа што направи многу зла работа која што не би ја повторал. Так. Сега према друг човек, не према Так. мене. И кога се обидов да му посочам дека тоа е тотално не во ред, значи тука ни прекина комуницијата. Вика човекот е таков луд карактер и сега тука ми прекинал, значи да не ја трошиме нели емисијата конкретно на личност или на партија, меѓутоа стварно ми беше многу разочарувачки, пошто силно верував у таа партија, се надевав на таа партија да биде стварно нака нешто различно и они сакаат да се представуваат дека не се мејнстрим партија, се класична мејнстрим партија по сите параметри. Вие сега се надавте на спротивна страна која говорам за вас двајца, си претпоставувам дека не е на одме додиме на ти, ако сакате да, нема и слободно. на вие. Така. Се надавте на две различни страни, впрочем сега, кога беше целиот процес судењето за Канал 5, ако не се лажам, телевизија, каде што мислам дека Димитари не се појави. Се појави после ја повлече Се тужба. појави? Да. Вака сега ти кажам, значи тоа беше еден предмет каде што е ангажиран од Канал 5, а меѓутоа беа тројца тужени. Тоа е еклатантен пример на непознавање на правото. Значи таму се тужеше левица како политичка партија за кривично дело за дека неовластено објавување на личен запис. Тоа се гони по приватна кривична тужба, значи треба сам да си тераш неприкривен обвинител. А бидејќи Канал 5 објавил, беше тужбата дека Канал 5 објавил записникот дали Централен комитет од нешто тако, од некој од органиве на партија. Прво, мене ми е многу жал и стварно апелирам до колешката да не се троши себе си за луѓе што не вредат, затоа што цело време пронаоѓаат колеги или колешки кои што ги користат. Значи да им тужат, да им штанцаат тужби, затоа дискутабилно е кога ги плаќаат, тоа не знам и не надлагам. Меѓутоа тоа го прават често, а ја да сум адвокат би ми било срам прво да сум член на таа партија и второ да им застапам да ги помагам, затоа што тој човек отворено блуе омраза. Пар адвокати и си отидоа, две адвокатки и колешки мои си отидоа од таа партија токму поради тоа, беа дел од секторот спорт, затоа што тој човек блуе омраза наспрема адвокатурата цел живот. Тоа е од комплекси, од зависи од ништо друго. Ја во еден подкаст го гледав, онда сакал да биде адвокат, на табла ке ставил, еве јас ќе му отстапам мојата деловна просторија, не канцеларијата, деловна просторија која што има супер локација Карши судот, една година и не да ни каже, него да ни покаже како тоа се ставало само табла и нели сите паѓале у несвес и странки еден тон. И стварно не знам како мене би ми било срам како адвокат да седам некој претседател на таа партија да ми збори дека усрш ми ја мрази професијата и дека сме по вокација препаранти, мене било срам, меѓутоа еве сега на колешка и на еден друг колега што беше кандидат за Ѓорче, ми беше генерација на факултет, не им е срам. На некој начин и колега вие. Некој да ги правник. Не, мојта молам се, он е професор со 10-0 прозек, не се споредија, нели.
Ја одам да зборам дека тој човек е многу слаб правник, значи секој може да седне и да набуба, особено ако студираш 9 години како што он студирал. А студирал 9 години, тоа да го знаеш и да го провериш овој факт, ако не ми веруваш, меѓутоа 9 години, да. А 2 факултети се завршуваат за 9 години, а за 4,5 години завршив, меѓутоа проблемот е што ја бар мислам, мој впечаток е, не тврдам дека они им ги пишуваат тужбите, овие само удираат печати. Што аз пошто го знам и стилот со фусноти, со обсесивно компулсивно однесување и таа тужба може и треба да ја објавиме е еклатантен пример за правна неписменост. Значи прво ти да Затоа ли падна? Да сакаш не. Си исплашен. Да сакаш да сакаш да се тужиш по приватна крична тужба, треба за тоа конкретно крична тужба треба да знаеш дека таму објект на заштита се лични списи на физички лица, не на правно лице, не може да има таа заштита. Утужи, првото не се појави, има као наводно некој обврски све во ред. На второто рочиште дојде, ја повлече према Канал 5 и према ГОЦЕ како уредник, остана пред Михаела. Логиката налага правна дека он се води по одредбиве за клевета и навреда. Демек ако е изворот кој е новинарот познат, тогаш не можеш да тужиш према уредникот и према телевизијата, меѓутоа тоа не се работи за клевета и навреда. Што понатаму се случи на Михаела не бев застапник, не би знаел да ви кажам. Меѓутоа, чуму е потребата да тужиш ако се повлекуваш на прво рочиште? Тој сака да на сам старт. Меѓутоа, пак ќе ти кажам, тој човек може да си прави рилсчиња на телевизија, да тера Facebook политика, е многу слаб и на притисок е многу слаб. Не трпи, затоа никогаш не отишол кај Васко Ефтов иако бил викан, затоа никогаш не отишол кај Иван Мирчевски иако бил викан. Не иде на несигурно. Ја можам да доам дали ќе ми пратиш прашање, нема ми пратиш прашање, да ми кажеш некои теми, нема проблем, фристайл, и се снаоѓам под притисок, тој човек на притисок значи не. Видимо ги сите гостувања, све секој што му ги да ми извиниш тама на тестисите, нема незгодни прашања. Еднаш ја му се уклучив на чет, тоа беше 2-3 дена пред избори на Инфомакс. Си го збунил. На Инфомакс, значи човекот изреагира многу прво ниско, почна мајка ми да ја спомнува кога што е почината и почна да ги вулгаризира моје вработени, демек биле девојчиња или не знам што. И затоа сме на суд. Сега сме во февруари ја го тужам за клевета, и сме на суд, па еве ќе видиме. Па што победиш, втор пат ќе биде 2-0. Не се види, ја победам изгубам, мене задоволството дека ќе можам да го тероризирам у судница, никој не може да ми го плати. Ја на не се плашам и да изгубам. Тоа е разликата од добар и лош правник, од бубатор и практичар. Значи кога ја и да изгубам, ќе идам ќе си ги платам трошоците. Насмевка на тоа ќе го направам. Како да ти обяснам, ама задоволството дека ќе го тероризирам на испрашувањето, никој не може да ми го плати. Така. Кога сме веќе медиуми све ќе му викам, што има да го направам пемпеле, затоа што го заслужил тоа. Нема право да ми ги вулгаризира вработените кои што сите имаат семејство или да лупетат таму глупости да си ги лечи комплексите. Ако сака нешто мене да ми каже слободно, дури да не беше тоа така, може и ќе го простев или немаше да го, меѓутоа тоа ќе мора да го санкционираме, да. Не би сакал многу да говорам на оваа тема, но имам едно мощно интересно прашање кога сме веќе кај Левица и кај Димитар. Кажи ми вака законски, правнички. Се менуваш името на нашата држава Република Македонија, он има двајца пратеници во парламентот, буквално ништо не презема по тоа прашање, дали можеше нешто да, барем да ја закочат, да е малку да ја закочат цела оваа. И си во право и не си во право, и се слагам и не се слагам, се знаеш како се реално. Заради тоа што знаеме дека кршќа монитори и ВМРО имаше 45 пратеници, ако така гледаш, па ништо не направија. Значи, дали има можност? Можност секад има. Ти Facebook статусите на тој човек како ги следиш дека беа вон парламентарна партија, опозиција е најудобно место на планетата. Значи, опозиција ти е бомбона. Да си седиш да си взимаш пари, не сношиш одговорен за ништо, а имаш право да критикуваш, основно не си власт. И ако го следите настапот на тој човек кога биле вон парламентарна партија, овде гледаме ја да бе и многу пати ќе прочиташ дека он димни бомби ќе фрло. Ни димни бомби видовме. Ништо не се деси. Ни се таму се само запалува со Штипјанецов од крајот на мајка ми. Да, Крмов, нити се само запалува, се секогаш може поише, од друга страна се и се само двајца и тоа е факт. А од трета страна, и сега да не ги земаме одговорност, надевам продукцијава нема да се налути, ВМРО ДПМН кои што не се лудат, кои што беа изиграни рибани девојка тука во тој процес на францускиот предлог, тоа е факт, и ја ти тврдам дека да не беа така пасивни ВМРО, они 2020 вака ќе ги сменеа
изгуби од СДСМ, името го смени изгуби, што беше срамотен. После веќе 2024 многу време пројде, многу се набилдаа гревови на СДС, иначе да изиграше потврдо ДПМН тогаш со леснотија ќе ги сменаа. Пошто и повеќе пратеници има и Со леснотија ќе ги сменаа, едноставно ќе се врзам и нема да, како да ти кажам, баш ќе кршам ако треба. Инаку со кршењето мониторите тоа не само што не го осудувам, тоа и го за тоа им аплаудирам, затоа што знаеш како се на насилство со насилство се одговара. Тоа е и неговата теза. Ајде да видиме, ама така е. Ајде да видиме што е причината за таквото насилство. Зима сега овој Мисовски како заменик председател на собрание 2000 амандмани ги фрла у канта, дема ги наоѓа некои техникали, он се става туку улога на чувар на уставот и вика онда кое е твоето решение? Да викаш јаве та молам немој. Не, требаше мониторот и од глава да му го лупнат. Тоа е се така, но зошто за многу поголема замерка? Поентата ја разбирам, да, дека треба, значи кај се димните бомби ќе се само запалува, тоа е све. Види, партијата е шминкерај, значи они форсираат Facebook политика, што не е погрешно, затоа што се таргетираат млади. Најголем дел од гласачи им се млади. Им донеси се 6 пратеници. И тоа не е погрешно, они очекуваат далеку повеќе. Ако ме прашаш дали имале они успешни избори, еден респектабилен резултат од 67.000 гласови, ако си го кажуваат 70, меѓутоа не е тоа занемарлив ич. Прва работа, втора работа, меѓутоа е под тоа што они 8-10-12, сега ако земеш, врати ги видеата од пред се на 8-10-12 кои се сега 6 до 10 демек само за али не е битно, 6 пратеници е многу респектабилен резултат. Ќе видиме како ќе идат понатаму. Сега има локални избори они се надеваат на прв градоначалник, чисто се сомневам, но партијата ќе види, левица ќе расте, несомнено се доека не практикува власт. Зашто? Затоа што едно нешто не можеш да им налепиш, што на сите други можеш да го налепиш, што дека не биле власт. Факт е дека не биле власт и ти не можеш да кажеш, абе ти Димитар крадеше, ти крмов таму тендерите, ги местеше. Едино може да се замери за град Скопје, кај што они пак глумат дека не се власт, а се власт бидејќи имаат тројца директори и членови на управен одбор и таму едно 35-40 партиски вработувања. Меѓутоа факт е за централна власт и не може да му кажеш ти си крив за образованието, кога они не практикувале власт. Во првиот момент кога ќе земат власт, тогаш ќе види, имав некоја комуникација со високо позиционирана членка на левица, е така да наречам, кој што таму пали гаси. И она цело време тоа и беше аргументот. Ете не, демек, патни трошоци не земале. Прво сите пратеници на левица, ја ги кажам, живеат у Скопје, не му следи него патен трошок за да ако се они еден од штипот струга, значи они ако живее во аеродром па живеат во еден живее кај Грчка амбасада, значи тоа е тука воздушна линија 200, значи не им следи патни трошоци. Точно држи аргументот дека и добар дел од пратенициве знаеме дека живеат од Скопје, а глумат дека па зимаат од таксисти, фискални од се. И факт е, меѓутоа поентата ми е, честност на власт се докажа. Во опозиција сите се честни. Лјупчо Ѓоргиевски, како да ти кажам, ќе ја ревидираше, доволно сум возрастен за да ги памтам тие, ќе ја ревидираше приватизацијата, ќе ги апсеше овие што ги труеле децава со кокаини, демек што исчезнело од мислам како да ти обяснам и ништо тоа не се деси. Така да дај Боже они да го направат сето тоа што го зборат од опозиција ако некад доат на власт и ако не бидам уапсен првите. Меѓутоа тоа нема да се случи така, бидејќи кажам имам еден пример, сум го раскажувал неколку пати, не сакам се да го повторам, со кој одлично искуство сум се разучал за негов однос према трет човек кој што му помагал, а после овој отишол пробал лебо да му го земе, така да тоа ми беше мене и не ми се веруваше на почетокот, така да затоа знам дека се работи за лицемерие. Многу добар глумец, значи би се снашол на ФДУ, таму веројатно исто со 10-0 просек. Ја да баталиме темава да смениме сад доволно. Така е. Кога сме веќе кај напредокот на партијата, општо. Сега имаш 6 пратеници, но знам ако сме според таа логика 6-6, дали можеби знам со брзина на светлината ги доби овие 6 пратеници и повеќе има напредок од левица. Не може да се направи јас сум за многу пократок период. Јас сум и честен искрен човек, јас дали имам лични препирки со дел од тие ликови. Сега го си говорим искрено, така. Една работа, сега да глумам и да лажам, че прво не можеш да направиш никаква паралела меѓу левица и знам. Левица која почна,
што памтам беше двојазична, беше левица и Емајта, и тогаш тоа не му пречеше на големиот сега бранител на национално, дека му беше политички опортуно, пошто тоаш беа повеќе луѓе пред да преземе партијата, значи почна буквално од нула. Партијата Левица е едва формирана. Тоа да знаеш што е мако трпна работа. Тоа го знам затоа што они мене вика ајде бе нели поддржаш подпис, викам некам да дам подпис по социјални мрежи, по вака све ќе поддржам што може од мене. Меѓутоа да не сакам, значи они крајен рок 5 до 12 ги собраа подписите и ќе ти кажам нешто што пушторката македонска јавност не го знае. Знаеш дека тоа кога се основаше Левица, пошто само што после изборите само што доја на власт нели СДСМ, цело време им пуштаа бува дека тоа проект на ВМРО, проект на ВМРО, проект на ВМРО. После беше проект на СРСМ. Да, али тоаш почека проект на ВМРО. Меѓутоа тие муабети не се скроз без основ, не дека ги основал ВМРО. Туку ја ќе ти кажам, пошто со поголем дел од основачите се знам. Гласови? А не, се собираат подписи. Остануваат уште ден, два, три, фалат 100, 2, 30, 150 подписи, изгледа дека ние нема да може да ги собереме подписиве. Односно луѓе нема може да ги соберат подписиве. Ден пред крајот доаѓа Димитар со 120 подписи и тука почињаат тие муабети дека му ги собрале подписите, дека се колку е вистина, колку не е тоа, никој не може да знае, бидејќи ова произлегува од таборов од луѓе што се разделија. Со ние може да е злонамерно, може и да не, а не знаеме. Тоа да правиш паралела со знам стварно е закријата, затоа што они првиот еден многу добро памтам, 1,01% гласови освоена 2016-та, доволно за да добијат државно финансирање и сега за волја на вистината тоа почнаа да се караат. Не правев паралела, не се свативме. Не, меѓутоа гледај се, прво знам не е направена сега ама какво напредна се, не може тоа све се тие никој од тие не се нови ликови на политика, Бриндерска ли е нова? Партијата е нова. И мињата не се нови, така е. Сега ако се собереме, ако се соберат Љупчо, Љубе и направат партија која ќе ги седмото, не може да кажеш се цело нови ликови. Значи сите се тие избегани од СДСМ пребегани и единствен начин да преживее знам, ја тука се слагам со овие од Левица дека знаме адхок проекти дека ќе биде за една употреба, единствен начин да преживеат они тие да се оствари катаклизма сценарио за СДС дека нема да освојат ни еден градоначалник сега, а овие да успеат да ги преживеат локалниве избори и потоа да го влечат нивното членство да пребега. Инаку не ја на следните парламентарни избори дали ќе освои пратеник, знам, ја бар така мислам, еден пратеник, двајца они ќе паднат многу. Ја бар така мислам, така да таа паралела стварно е неблагодарно да се каже дека тоа. И ти ли мислиш дека е проект гостувањето на Максим во Бугарија? Не, тоа не мора да значи, тоа се може и да се злонамерни отровни стрели од политички калибар. Сега дека било проект, ја да отидам на гостување во Бугарија, веројатно истото би го зборил горе-доле. Така да отиде Димитар истото ќе зборам, ќе биде порадикален, чисто значи за да биде поинтересен, или тој тоа стварно го мисли, не е битно. Види тоа што го кажал Максим Димитриевски, 90% од Македонија го мисли, така да баш се дека е проект тоа се глупост. Дали сметаш дека сме на добар пат, можеби да оправиме цела наша држава? Конечно да оставиме Левица, ти се зафркаваш со мене, како добар пат да оправиме држава. Или мислиш дека си мисли Курто, како што спомна, да седне Мурто? Види, Курто Мурто и не мора да биде само СДСМ и ВМРО, значи менталитетот кај нас е сосема погрешен. Партијашки, секогаш сум кажал дека партијашите ја си ебаат држава. Значи кај нас клиентелизам имаш до коске. Тоа се слепци, тоа се подготвени, еве сега имаше прават фейк профил на Венко. Крадат податоци, прават фейк профил. Пишуваат глупости или некои нерационални работи, ти имаш серија на луѓе членови на СДС кои му кажат браво шефе. Добро, не може да се пронадат тие луѓе. Ти си најак. Тоа не е тоа поинтата, значи ти си најак шефа. Мицковски сега да рече да излезе на статус да напише, значи нели да напише, не знам, вие сте морони, ти веруј дека од оздола, значи 1000 луѓе му пишуваат, така е шефе, морони сме, значи тој да кажеш не ни читаш, што пишува него само тој менталитет кај нас на поддаништво, на сакаат луѓе да бидат робови на клиенте, особено клиентелизам. Значи кај нас се чека бенефиција од партија. Добар дел од моите колеги заради тоа се у партии, тоа е факт, за да црпат бенефиции. Така да тоа мака многу оптимистички звучиш да партијава, ова држава демек да оправиме. Меѓутоа не сум човек кој што е песимист. Гледам да бидам реален, нормално сум свесен за сите потешкоти и не се иселив од Македонија, нити планирам тоа да го направам. Реално да зборам и со образованието ја мене е хендикеп, затоа што ако си лекар, тука си лекар и у Германија, ако си тука електро си у Германија, аз со правен факултет малце потешко, но имав една прилика пред 6 години и така и се мислев за тоа, беше за во Чикаго. За среќа не се одлучивме на тој чекор, не дека таму ќе имав проблем да се етаблирам, ама знаеш, дома си е дома.
Да. Така да тој момент не сакам. И едно нешто ќе ти кажам. Постои нешто што е на ниво на криминал, на ниво на треба да биде инкриминирано како кривично дело, односно криминализирано да биде, а тоа е да се тови цело време преку медиуми, преку невладини, преку социјални мрежи дека не бива, дека треба да се иселиш, дека државата не бива, дека младите треба да фатат што подалеку, значи тој менталитет на Кој мислиш дека го пушта тоа? Тоа е интересно прашање, само да довршам мислата затоа што види далеку дека добар дел од тие аргументи не држат во што сите знаеме, државата не бива, се селат младиве, значи 75% сакаат што подалеку да избегаат државата. Меѓутоа тоа е самоубиствен менталитет кој што треба да биде на ниво на кривично дело. Сега нормално дека не да во буквална смисла, меѓутоа фигуративно да, затоа што понатаму на како ние имаме таков самоубиствен менталитет, дајте колективно харикири да си или колективно да си иселиме, да заклучиме држава или да оставиме на бугари кои ја сака таму нели цел живот да ја приграби. Значи тоа цело време товење претежно оди преку медиуми и преку невладини дека ете така, а кој ги пушта тие дека не бива дека треба да се иселиме, значи тоа е страшно, а са кој ги пушта тие, ова е интересно прашање, тие буви. Мислиш тоа е од внатрешната кујна или некоја Па таа е комбинирана внатрешна надворешна кујна секако, значи не наивно да веруваш дека илузиорно е да веруваш дека сите ти се непријатели, ама па и наивно да веруваш дека сите од надвор ти се пријатели. Види, интересот е вечен во надворешна политика. Значи да не се лажеме. Факт е дека албанците се доста долго време лојален сојузник на САД, ама гледаш дека и Хашим Тачи, Харадине ги испорача у ХАК и пусти у вода. Значи опасно е да си не падна никој. Кој? И немој да бидеш толку сигурен дека во иднина тоа нема да се случи. Факт е дека се случува дефакторизирање на ДУИ, тоа е видливо од километар, видливо е дека има меѓународна заедница пред се од Америте да се дефакторизираат. Јас мислам дека тоа да се случеше пред на прошлите избори, да беше 19-14 со односот во албанскиот блок, дека шанса немаше ДУИ да не влезе во власта. Како што сега се случи тоа без некои особени потрести, ке правиме радикални протести, ништо, затоа што нема зелено светло од кај што требаше да има. Ти види и пред некој ден дека има некое воинствено видео, па го трнаа за 2 дена по реакции, нешто, Али Ахмети униформа и не знам што, и нивната комплетна дефакторизација и распад, ја бар така мислам, ќе се случи на локалните избори, кај што ќе изгубат во Тетово, ќе изгубат во Гостивар, ќе изгубат во сите бастиони што им се нивни и види, клиентелизмот ако е негде истакнат, тоа ти е у ДУИ. Тие луѓе се милионери, сериозно богати поединци кај нив, кои што се како вампири она зависни од власта, значи да ни ја цицаат крвта и спротивна позиција на тоа кога веќе нема да биде тоа во можност ќе доведе до тоа да се таа партија расцепи на неколку. Јас порано зборев дека ДУИ ќе се распадне само кога Али Ахмети ќе почине, тоа ќе се распаднат за 2 минути, меѓутоа и во оваа ситуација они веројатно ќе се отцепат луѓе од таму за да станат маргинален политички фактор. Значи сега според тебе сме во некоја фаза на пред облекување на чизмите и на униформите доколку имаме зелено светло од никој од нив нема да ги облече. Види многу малци од нив што се сега првенци ги облекле чизмите. Многу мал. Прво Али Ахмети никогаш не го. Да. Тоа да го знае целата македонска јавност, да он вака многу воинствени говори има и да го знаат и албанците во Македонија кои влече за нос. Да го мислиш, тоа е така. Ако го памтиш, не знам како се викаше овој од Танушевци командантов, не беше Хоџа, како беше Шакири или како беше. Значи и он реагираше на тоа. Сакам еднаш имаш на социјални мрежи на албански нормално. Да ми кажеш ти Али, каде си бил, во која битка си бил, во која, види, тие ако така гледаш и Филип Петревски се само прогласува за бранител. На прашање на Стојан Чангелов каде во која битка, секаде што било потребно. Ти го прашаш мојот Вујко, кој што беше цела 2001 како полицаец на овакво на линија на фронт, ќе знае да ти каже дека бил во Матејче, дека бил во Ступчане, значи ќе знае да ти каже кога бил, од колку бил, а не е да кажеме секаде што треба. Војната кога почна Али Ахмети нигде го немаше, војната почна јануар-февруар, во него во март го октруира од Швајцарија го донесо и го ставија прв човек на овако на она. Например, да мичеш Тајат Џафери, да,
ми кажеш Хазбилика, да ми кажеш кои се од другиве Назив Буши, да, они биле команданти. И биле на рад. Тој не бил. Тават има сериозна подготвеност како војник, како командант. Добро, па кога почна војната беше офицер во касарнава во Тетово. Па после тоа се одмета што е исклучително ретко да знаеш. Тој треба да се провери бил соработник, не бил на службите, затоа што во тоа време, тоа е факт, исклучително ретко беше за албанец да добие официр во армија, судија дали имало уопште. Так. Види, кога збориме за Охридскиот рамковен договор, јас сум поборник за тоа да се укинат овие дебилни квоти, кои што се прво навредливи. Ја да сум албанец, еве ја како член на немнозинска, тоа се некои глупи ковајници, немнозинска заедница, за мене исклучително навредливо да ја треба да чекам како посебни привилегии, не баре сум ја хендикепиран или ми фали нешто, да се за судија влага некој кој што има 95 поени, а јас со 60 можам да влезам, тоа е за мене навредливо. Ја албанец да бидам еве како член на немнозинска, се обидам да не ги користам тие глупи термини, али еве како член на немнозинска заедница, за мене се тие квоти навредливи. Меѓутоа факт е дека во тоа време беа потребни. Беа потребни бидејќи војната прво беше крајно непотребна и силена и свет тоа до крај ќе го зборам, меѓутоа дека немаше подготвеност во делот на државна администрација и функции тие луѓе да се инкорпорираат, статистиката тоа јасно ти го говори, 99-2000 година процентот на албанци во МВР е пола процент. Сега глупо е да збориш за проценти, меѓутоа се знаеш па и баш и дека никој не го бива и тоа е не. Суди, ја лично не познам, ако имало еден двајца на една рака да ги изброиш, суди во цела Македонија ти зборам, и тоа исто така неприфатливо. Меѓутоа сега 25 речиси години подоцна сметам дека си ја завршија работава, дека се у целост прво утре да ги снема балансери, квоти све, влакно нема да им фали во политичка смисла и во смисла на права на тие луѓе, зашто прво се целосно инкорпорирани во системот. Во добар дел го владеат. Секој трети судија е албанец. Едноставно имаш доволно политичка моќ да не можеш да дозволиш никој да те зафркава. Меѓутоа, од друга страна и политичките партии на албанците нормално дека си ги бараат тие привилегии, не дека туку ми е гаде за албанците, бидејќи албанците за прв пат во животот се им паѓа процентот во Македонија. 25 беа, збориме за резиденти, тоа диаспора не постои. Тоа е така. 25% беа на пописот 2002, на пописот 2021 беа 24%. Значи цели фамилии се селат по Гостиверско, по Тетовско, а од Дубово никој не бега, што не се многу добри владачи, а кај нас политичкиот партија од корпусот на албанците тоа го користат затоа што им носи гласови. Значи максимално гласови се добиваат преку тие партиски вработувања по етнички клучи по секој случај. Каде ги гледаш најголемите проблеми во нашата држава? Дали кажи ми апропо ова прашање, во кој дел пак можеби сме најдобри во нашиот регион? И дали такво нешто има? Најлошо ги гледам, ајде да тргнеме од негативната страна, да тука има многу кукавичлук, да луѓето не сакаат да се борат за себе и за државата, тоа е факт. Да сме многу клатачи на глави. Значи, ние имаме таков степен на трпение да некој може буквално да уринира по тебе и ти да викаш дека врне. Тоа е еден многу голем хендикеп кај нас. Уште од време турското. И се, како не, види, ја имам, мојот кум е хардкор националист, фашист е, значи, многу е луд. По Македонија, по овако, и со многу екстремни неприфатливи ставови. Иако сум го прашал, викам, знаеш, или комитиве, не ги почитам. Зашто не ги почитам? Па вика, брат, да земеш да броиш сега ти до 512 години или 515 години, не можеш да ги изброиш, не па да сееш нешто, и факт е дека ние најдолго сме останале под робство и како и кога сме се ослободиле дискутабилно. Тоа за шпионите. Па имало шпиони во Србија, имало шпиони во Грција и во Бугарија имало шпиони, па многу пред нас стекнали во Црна Гора имало, Црна Гора прва уствари да се ослободи од робство, и таму имало шпиони, не е дека само тука имало шпиони, меѓутоа тоа така трпение да те гази некој кај нас на некој абнормално високо ниво, тоа е со негативна страна, а од позитивната страна добрината на македонецот, значи на народов што живее тука, на гостопримството е неспоредлива. Кај нас фалат две работи: пари, и тоа не толку колку што фали средена држава, затоа што види, за разлика од ние кога растевме, се глупо да ти кажам, ситуацијава е далеко од розова во Македонија, меѓутоа за разлика од 90-тите, ја кога растев, првата половина од 90-те беше хорор. Јас сум живеел, ајде да не кажам, во екстремна сиромаштија, ама еден степен над екстремна сиромаштија, значи
мајка ми златото морала да си го во одредени моменти да си го продава за млеко да купиш, што кај нас власиве тие, значи птен забрането, разбираш. И не се шалам, кај нас има таква, значи ти дава од генерација на генерација злато и тоа е као за црни дни. Ја памтам баба ми знаеш и вика, бе тоа за црни дни, бе вика млеко немам да купам по-црно, што е по-црно од тоа. И за разлика од сега има и многу можности, тогаш и затворена беше државата, немаше слободно патување, немаше Шенген, визи едно друго, сегаш имаш опции ке си отидеш. Меѓутоа, ја мислам дека 50% се селат ради недостиг на финансиски средства, 50% и успешни луѓе се селат, ме разбираш, од несредена држава, али кај нас тоа да се среди ние би биле најбољи држава на свет, затоа што кај нас кој што се живее убаво, во смисла на социјализирање, на пријателство, на топлина на луѓево, не постои. Додуше и на Балканов горе-доле сегде така, како идеш по на север, значи ужас. Ја моја другарка живееше 5 години од Србија, од Смедерево. 5 години студираше на ликовна академија Вина. Ја не си ги знам комшиите, буквално првите соседи не си ги знам. Не сум искочила никогаш со нив. Не по кафана. Види никад ти отиди се у Дојрана на излаз од Скопје у 10 саат у понеделник, значи ќе биде пуно си ќе пијат раке. Оди тоа никогаш нема у Германија да го видиш, например. Таму е work до смрт, исто и со сат, у сат ти правеле пари, знаеш како прават пари, со преку времено и се црнча до смрт. Со обична просечно со 40 сати неделно, ова месечно извини, ти ќе вадиш само кога да помине месец. За пари прајање строго да се убиеш од работа до смрт. Добро, сега ти многу убаво образложи карактерно. Но институционално каде е? Не, таму сме многу слаби. Таму сме многу слаби. На Исланд, и каде сме добри? На Исланд, на Исланд, например, можеш све освен пасош онлайн да извадиш. Све. Освен пасош кој што треба да те верификуваат лично, све можеш, лична карта можеш да извадиш онлайн. Кај нас ти си на позиција да Исланд. И тоа Исланд не е некоја држава голема. Па и не е битно, големината и не е толку битно. Тој сакам да кажам. Норвешка е 4 милиони, ако гледаш 4,5 милиони, па е државиште. Меѓутоа во таму и географијата нели е таква, но па и у Исланд, меѓутоа на пример, кај нас да извадиш ти извод од матична книга на родени, треба да помине 10 дена. Да извадам обично уверение дали сум осудуван или не, да ми траитно за работа, 5 работни дена, ти вика 7 работни дена, 10 абнормални рокови се тоа. Институционално сме многу слаби, не е квантна физика да дознаеме зашто е тоа е поради препунување на оваква администрација со партиски кадри. Кај нас никој нема храброст, нити има волја да го направи она што сите го збора дека се опозиција, дека треба да има намалување на администрацијата, затоа што тоа исто како и национализмот носи сигурни гласачи. Сите сме свесни дека партии веќе нас вработуваат партиски и ниедна нема по цена на тоа и да цркне политички, зашто тоа би било нели политичко самоубиство, ја сега да дом на власт и да набркам пола администрација. Нормално дека тоа ќе ти се одрази политички, дека тие луѓе нема да цркни поради тоа. Кај сме добри институционално? Тоа е многу интересно прашање и во моментов искрено да кажам не ми текнува некој позитивен пример. Не знам, Централниот регистар може е позитивен пример или барем беше дека јас бев помал и таму бев почесто присутен сега од децава ако треба, ако не и тоа, има онлайн повеќе. Да, позитивен пример, Заводот за индустријска сопственост. Ја полагав за испит за застапник за право од индустријска сопственост. Таму беше на многу високо ниво комуникацијата, веднаш ти одговараат, се ангажираат за тебе. Значи, така тие два примери на прва, ако може. Во Македонија? Во Македонија, да. Така да тие вака два примери на прва можам да ти ги кажам. Ако разбирам сум сигурен дека да е некој, меѓутоа су длабоко малцинство. Што мислиш, дали на пример клучот на овој наш проблем институционален лежи можеби во затворените листи? Дали доколку имаме еден модел со отворени листи би се променило сео? Волја кај нас нема, кај нас ние предолго веројатно сме навикнати отворени листи, да се окей овакво идеја која што никогаш кај нас нема се реализира. Ти си свесен дека сите во опозиција зборат за една изборна единица, кој ќе дојдат на власт се заборава тој момент. Сите сака сега, да. Сите сака. Меѓутоа 2016 за изборите, ако не грешам, едно од ветувањата големи избори на СДСМ беше дека една изборна единица. И отворени листи, али ајде да ги баталиме отворени листи, една изборна единица. ВМРО ДПМН исто збореше дека беше во опозиција, дека се подготвени, дека сакаат и гледаш дека се тој момент се заборави на ниедно од партиите поголеми не им одговара, на помали партии како Левица, како ЛДП, не знам Стојанче, може им одговара.
своевремено дека имаа пратеници Павле Трајанов и како се викаше, моја морачанин од дом, дури се заканува и дека ќе бутнат владата, па неа бутнат владата. Ако не се оди на една изборна единица, гледаш дека се прифатија да бидат у коалиција и без, тоест не дом не меѓутоа таа партија веројатно ќе престане да постои. Но Павле Трајанов тоа е таква способност за преживување, за прешалтуење, значи човекот алал да му е нели во наводници, значи нема сериозно, царе човекот, 3 месеци пред избори, он иде 10 години у коалиција со Никола Груевски и он туку се запрепастил да разговори, дека он не живеел у Македонија, не бил у власта, бил го гледал тоа секој ден и он толку се запрепасти, вика се прешал, тоа истото се случи на овие избори, ништо чудно истото да се случи и на следните избори, значи вака искусен джандар со таква способност за преживување, политичко преживување страшно. Како Јанаки се гледа себе си? Дали можеби како бизнисмен, дали како адвокат, дали како политичар во иднина? Види, како адвокат сега се гледам дали се гледам како бизнисмен, па еве дека сум работодавач, се бавам со бизнис, да речеме, иако не е тоа класичен бизнис кој што кај нас се замислува, фабрика да имаш. Значи да, можеби ќе почнеме годинава и некој друг бизнис ќе видиме да се разграничиме малце. Политичар. Види, кај нас многу ми пречи што луѓето се политички амеби во смисла на тоа да си политички активен подразбираат само на тоа да си у партија. Секој став што го имаше политика, значи и за спорт, и за здравство, значи не мора да биде тоа тесно поврзано со политичка партија, за разлика кај нас тоа секогаш се врзува со партија. Сум многу политички свесен и активен и вокален. Како класичен политичар никогаш не би ти рекол не, меѓутоа би ти кажал дека сигурно не би, може да би почнал од почетока, не би одел по нека од постоечките партии, тоа сигурно. Ти си адвокат, знаеме сите. Кажи ни дали се реални овие два и дали е тоа вистина или е само можеби мантра меѓу народ 2% во судството доверба, дали е реално и дали судството ги заслужува тие 2% доверба? Се дали е реално, види. Ја сум го гледал тоа како се топи таа доверба, беше пред 5 години. Беше 8%, следната година беше 4%, па беше 2%, уште минус да отидеме. Меѓутоа, види, реално е. Перцепцијата генерална кај јавноста е таа. Зашто е таа нереална, сега ќе ти кажам. Лаичката јавност, широката јавност, нормално дека гледа, види прво, неблагодарни професии се, и зашто има толку стереотипи за адвокати, например, ти се следниве. Ти на суд идеш и суд е неблагодарна работа. Затоа што идат двајца луѓе кои што се во спор, еден од нив секој ќе изгуби. Ти редовно имаш сомневања кај другата страна дека тоа не е само во Македонија, така. Тоа секаде така, 2% никаде не е. Ја да знаеш дека има и ЕУ држави кои што имаат со 2%, иако тоа не е за пофалба нормално, и со источниот блок, поранешен. Литванија мислам дека има 2,5% доверба во судството, например. Меѓутоа, една од тие секој ќе изгуби и да не се лажеме, значи кај нас политичко инвестирано судството до максимум. Тврдам дека многу повеќе ќе се завршиш работа со јак политичар отколку со кеш пари. Кеш корупција далеку од тоа дека не постои, ама не е ни од далеку толку присутна како што луѓето мислат, зашто види пак за тоа ти треба, значи што правиш ти се, идеш влагаш со пари у судот и викаш ја имам пари и корупцијата секогаш треба да се бара кај повисоките судови. Значи кај повисоките судови, апелација, врховен, таму повеќе биде, затоа што таму завршува спорот. Така да можеби е добро да се направи едно истражување меѓу стручната јавност, меѓу професори, меѓу адвокати, меѓу нотари да се види како ќе се перцепира и тогаш ќе биде ниска довербата, меѓутоа далеку под тоа 2%. Кај нас политиката никогаш не тргна рака од судството, ниту сака да тргне, значи скандалозен е наративот. Заради тоа се 2%? Не. Тоа е поделено, значи делумно ради тоа, делумно самите судии сносат вина, затоа што јас неодамна ја прочитав. Не одама, сега, минатата недела на одмор, ја прочитав од Маик, има Миодраг, мислам беше Маик, судија во апелациониот суд во Белград, кој што има 2 книги напишано, првата е Деца зла, таа е бестселер, има 30-40 илјади, што е за наши услови балкански супер, нели има тираж продадено, и вторава му е Островот на пеликаните, и таму се работи се судија кој што е разрешен или сам си се трнал поради афера,
Многу убаво го опишува српското правосудство кој што е пандан и на нашето. И он ти вели дека 80 до 90% од судиите се честни, не се митаџи, тоа тврдам отворено дека е така, дека 90-95% од нив не се митаџи, но дека се во својата комфорт зона. Не сакаат да се борат, тивки се, не сакаат да се загрозат самите себе си, и молчат на политичариве. Ти имаш состојба да сегашната министерка за и само да ги докажам процентиве дека еден дел се 5% се митаџи, он вели и кај нас е тоа така, 5% се митаџи, а дека многу мал процент се од оние кои што не се плашат да се произнесат. Кај нас е тоа дури и многу помал процент, речиси се безгласни, што види ја добар дел од судиите, најголемиот дел од судиите многу ги почитувам, дел од нив ги сакам, дел од нив оставиле белек на мене како во моето градење како адвокат, меѓутоа најотворено и без да бидам лицемерен прво пред се према себе, према нив, нели према публикава, кажам дека се безгласни. Значи тоа е недозволиво за еден судија. Ти отиди види во САД, ти имаш судија пишува по портали, си го искажува мислењето, оди по емисии, по подкасти, не се плаши да кажам, дора таа малку различен систем од ги бираат и на избори, овие county judges што се не федерални, малце е поинаку, меѓутоа до толку да сте безгласни, тоа е за чудо. Скандалозен е наративот на премиерот во последно време. Ќе влеземе, ќе ве трнеме, ќе ве смениме, мислам, тоа е недо. Ја разбирам дека кога се луѓе во власт, дека се чувствуваат, барем во позавиена форма. Нели велеше да се распушти целото судство? Нема законски основ за такво нешто, за да се распушти судството. Тоа е прва работа. Втора работа, отворено ти вели, ние ќе ги смениме се нив, ќе донесеме некои луѓе со кредибилитет. Кои ќе бидат од ВМРО да помене луѓе, да не се лажеме. Добра идеја е да се бара, еве тоа премиерот го поддржува, и ајде да речеме да го поддржиме и тој дел, демек да се бираат самите судии, да ги бираат членовите на судски совет, затоа што ти имаш добар дел од и редовно тие стануваат претседатели на советот, што се бирани од парламент, и тоа не е случајно. Меѓутоа и тоа видовме дека не секогаш врудува со плод, затоа што имаше беше процесот на бирање нов претседател. Не само нов претседател, изборот на организиран криминал на прв човек исто беше меѓу самите обвинители, па видовме дека го доби тој што требаше да го доби. Не го ругам колегата, не го познавам од работа и греото е да кажам дали он добар обвинител или не знам. Не сум работа, меѓутоа факт е дека имаше тука политичко потуркување и еве најеклатантен пример ќе ти кажам да буџетот за судови треба да биде 0,8% од БДП по закон. Никогаш не кај нас во последните години не надминал 0,4%, пред се они не ни бараат повеќе. Едноставно си ги држат на каиш со ниски средства, да не бидат финансиски независни политичариве и овие на тоа им молчат. Ти излегува министри, со ова ќе завршам, излегува министерска, не знам како се каже за финансии сегашна, мислам дека и потпредседател на ДПМН, и она ти кажува најотворено им вели на новинарско прашање, овие што работат кривично и обвинители имаат 35% додаток за ризик, бидејќи работиш со битанги, со утре да ти се осветат. И зашто не се исплаќаат тоа? Чекај, вика дали они го заслужуваат тоа, вика да се исплати. Прво во нормална земја, втора работа зашто не им се дава 0,8%? Чекајте ви, вика со 2% доверба како да им даеме. Во ниедна нормална земја, нормална. Франција, Германија, да иде Шведска, тоа нема ни да си помисли министер тоа да го каже, дека да, законот вели вака, ама ја едноставно знам дека ќе ми кутите, ништо нема да ми кажете, и едноставно ми се може, кога да е ова не баре популарен квиз, па кога ќе ви рипне популарноста, тогаш ќе ви даеме парите кои што ви се со закон определи. Во ниедна нормална земја држава и особено нема да доживееш да целокупното судство молчи, Сдружение на судии молчи, Сдружение на обвинители не постои, молчи. Ниеден судија нема храброст да рече господи што е со вас. Законот е така. И тоа е све што треба да знаеш за македонското судство. Сега и затоа само извини што ова, и токму затоа сум таков каков што сум. Токму затоа не сум дозволил, нити планирам да дозволам на ниту еден судија, на ниту обвинител да ме гази. Затоа што нема на мене да тренирате строгост или на адвокатура да тренирате строгост, наша комора е многу пасивна во тој дел кај нас, може кој сака што сака со нас да прави. Од авторитети викам они се многу мислам комората е многу стерилна, многу пасивна во тој дел, сум крајно незадоволен. И затоа никогаш нема да дозволам ниеден обвинител и судија да гази по мене, респект секому, меѓутоа веднење главата никому, затоа што не го дигаат гласото на мука и што треба, а на мене сигурно нема. Дали мислиш дека
произлегува овој одговор на нашата министерка токму од нашиот почеток на нашиот подкаст, а тоа е дека лево десно што спомнавме, дали начинот на незиното размислување влијае дека сум од ВМРО? Не. Начинот на нивното размислување на не само на овој министер, на секој министер кој никогаш бил министер на Македонија, е дека јас сум сега власт и мислам може. Ама никој не би го кажал тоа така баш. Некој да, види, формата во која е запрепастувачка, ти да отидеш јас сум у принцип сум глуп, знаеш зашто сум глуп? Зашто ја ова што го зборам, треба да седне тука обвинител да го збори, треба да седне тука судија да го збори, треба претседателот на Врховен да дое, треба претседателот на апелацијава да го збори. Видете, женава гази по нас, не смее тоа не смее да го збори тоа дека законот ти кажува дека е 0,8%, законот ти кажува 35%, ама ја ми викам не ви давам и се што ми можете. Ќе ги викнеме Илив, ако дојдат. Сакам да ти кажам дека не би си дозволил, тоа е многу недозволиво. И сега ова ќе го гледа утре министерката, ќе рече, ој ќе ми се најути, па ќе ми биде непријатно. Не ти викам дека тоа ќе се случи, меѓутоа и не би ми изненадило да пошто кај нас суетава на политичари, е страшна работа. И сега место они тоа да го зборат, ја нешто си викам, после си викам, па што сум глубес сиди кога некој ми е убаво, нека си кјутат, нека си кјутат и тоа е тоа. Види, на крајот на денот може и во многу позавиена форма тоа кажам, а тоа што е законска обврска, би требало да го направиме од друга страна по овие кои не си бараат, а не од сегде и гори. Види министер за финансии луда работа, тоа никад не би се нафатил на таа работа. Значи многу обврски, значи гори од сегде и сега министерката од друга страна се вика чекова колку се 30 милиони што можам да си ги скратам, што вие ќе ми кјутат, па ќе си ги скратам, не си ги скратам. Кога сме кај Министерството за финансии, своевремено нашиот поранешен премиер Никола Груевски беше министер за финансии. Многумина го оценуваат како многу добар министер за финансии, што мислиш ти? Што да мислам за Никола Груевски? Све најлошо. Како министер за финансии? Абе, све најлошо за сите политичари, мислам. Тоа не ме ни прашувај што мислам. Генерално ми е мислењето дека мислам све најлошо за сите политичари. Никола Груевски имаше една добра кампања која ден денеска не надмината, тоа е купувајте македонски производи. Не рекламата како изгледала или ова телевизиска кампања како изгледала, а изгледаше и тогаш добро за тоа време 98, 9 усреден стана. Пробеше за трговија, ако не се лажам сега. Веројатно Оливер подобро памти, ја и тоаш бев млад, мада од млад многу пратам политика македонска и од регионов. Самата кампања е добра да се потикне на тоа. Иначе генерално сметам дека се сите лопови и тука ми завршува мислењето. Јанаки. Еден не излегол посиромашен. Кажи ми ти еден политичар кој што излегол и бил посиромашен. Сите одеднаш имаат тетки војни кои што баш они кога се власт почињаат бизниси, па баш тогаш бизнисот тргнува. Така да многу нереализирани ликови. Ја ти имам, знам, и у ВМРО и у СДС ти имаш вечни политичари кои не се најадоа цел живот. Како да ти кажам? Стварно не ќам никој да али например кога ќе ми кажеш Антонио Милошевски мене ми е персонификација за ова што ти го зборам. Човекот Љубомир Фрчковски, го гледам. Шекеринска од 94-та бе студент била таму. Значи не знам дали знаеш дека кај со години беше умирување асистентското место на Електро, пошто она беше на функција цел живот, ме разини, може да трнат беше на функција. Овие два тројца примери ти се персонификација на луѓе кои што се цел живот, колку имаш ти да дадеш, колку знаење, колку мандати, колку шанси ти требаат да даеш. Ме разбираш што сам ти кажам. Така да тоа се луѓе кои тоа треба 2 мандати, покажеш што знаеш или не знаеш и тоа е доволно. Знаеме дека постојат и држави каде што доколку прагот на морална грешка е Нула. У Норвешка зимат телефон мобилен, службен го зима на одмор. Некој кој го зима на одмор, дали го заборава, дали го зима, дали го користи оставка, одмор. Медиумиве тоа го дознаваат дека го земала службениот, денес ќе се смеат, одим го изидиш кофера, ќе се подсмеваат со тебе, ќе те сметаат дека си идиот. Дека тебе ти фали нешто. Што се занимаваш дека тебе ти фали нешто. Пази, мобилниот службен го зима на одмор и ја дознаваат медиумиве и она нема муабет дали ќе дае оставка тука. У Финска ти идеш у Исланд се открива дека има офшор сметки премиерот пред колку 6-7-8 години. Прати, да имаш офшор сметки само по себе не е илегално. Тоа за политичар е крајно сомнително, така? Да. Сагат на улица во одно оставка, нема муабет дали не може да помисли дека ќе остане на функција. Кај нас се на функција. А не па да ти се запали болница? И да биде крив кабелот. Тоа е еден од страшните настани кои што се случил во Македонија. Мене ми е многу жал за тие луѓе, 14 на збор живи, не само што умреа, него многу грозна смрт умреа.
14 на број, значи почина на страшна смрт. За тоа треба да одговара одреден политичар што во тој случај беше, ја ги знам, значи Венко Заев, Па не е срамота да спомнам. Кочо Ангушев кој што градеше, кој што и денеска вака супер котира со сегашна власт, му е супер, не му фали ништо. Иако е на тоа црна листа, кај нас е најсмешна работа за мајавање на јавност црна. Добре, еве, се промени власта, така, се промени власта и сите викаат кога се во опозиција, кога ќе дојдеме ние, вие сте криви, вие сте криви. И кога ќе дојдат никој буквално не. И денешната власт истото го мантра, денешната власт иако збориш кога ќе збори за Венко Филипче, Венко заприка на кој што му се изгореа живи 14 луѓе заприка. Добре, ама што со тоа последиците кај се? Ден денеска има во предистрага 3 години е онкологија. Ево, за тоа набрзо ќе има обвинение. 3 години во пред 3,5 години во предистрага, што има сите рокови во организиран криминал, има за предметот со мудларина, не мрда од место. Знаеш што не мрда од место, пошто кај нас сите они као си се плукаат, ама кога се смени власта, и затоа што ќе дојде на власт, ќе си рече па добро да ја би било морално исправно да го ставам у затвор, ама па што ќе дојде? Тоа да му ги земам париве да го изрекетирам он што ги крадел дојкама на власт. И тоа е секогаш така. Кого Заев прати у затвор? Никој. Овие кои ќе пратат у затвор, рано е да се каже, посериозни ликови, ја мислам никој са, рано е да се каже. Ситна некоја тргнаа се така пошто. Ситна, сека тргаа тоа што првите години. Ама ќе видиме крајната тргнаа што Мјалков уапсија, Гордана го изеде само. Кој е виновен за пасошот на Мјалков? Си ја подава топката нема цело виновник. време. Тоа е Значи никој не е виновен. Не, ама нема ни да има виновник, тоа е неукос во јавноста со која што се злоупотребува. Кога сте на условен отпуст, тоа по дефиниција не значи дека пасошот ви е земен. Кога сте на условен отпуст, тоа по дефиниција не значи дека не смеете да напуштите државата. Само ако се смета за потребно и ако се бара обвинителството судот да прифати дека ќе ви се определат додека сте на условен отпуст да не можете да патувате, да имате одредени забрани, само тогаш ке Мјалков тоа не случи, човекот е слободен, гледаш дека има гајле како да Тогаш да го преформулирам прашањево, доколку Мјалков или било кој не се врати, кој би бил тогаш повиновен? Нема што да не се враќа, човекот е слободен, не знам зашто не го разбираш тоа. Нема он обврски према државата. Условен отпуст или се дава како чист условен отпуст, дека ако го повторите делото во овие толку време ќе ви биде дозасметано и тој дел кој што се на условен отпуст. Меѓутоа може да например да имате обврски од социјален карактер, од да идете на пробација, он такви обврски нема. Ти кажам, човекот е слободен човек. Страшно мислам што ја ти речам. Дали мислиш дека оваа наша држава може да оправат генерациите што се сегашни, што ја водат, мислам не мора само политичари, општественици или генерациите што ни доаѓаат, можеме. Види, ја многу верувам во младиве, ја веќе нели на 30 години сум у средни години, многу верувам во младиве, на пример од 39? Да, од судско-обвинителски аспект многу верувам на моиве генерации. Што се вика условно рече, дојде време во на мојава генерација, односно се поголем број, на пример веќе ти кажам дека баш генерација на факултет што му били, иако ние имавме многу на број, 950 се упишавме на правни студии, 1450 сите смерови. Од мојава генерација на пример во граѓански суд имаш една судика парница, друга судика работни спорови, а во кривичен суд имаш една судика полнолетници, втора судика, мислам дека исто полнолетници, и имаш една обвинителка, втора обвинителка, трета, значи 4 обвинители. Само да кажам, доаѓа време на моите генерации и особено овие што доаѓаат од академија, например новиве што се деца, не се деца, не се година две помали од мене, некои се постари, ама ајде да ги речеме деца во судско-обвинителска смисла да се сега почињаат, вака покажуваат некој ентузијазам, дали тој ќе им спласне со тек на времето поради преработеност, па лесно се влага у шаблон, па се суди по шаблон, тоа не знам, ќе видиме, меѓутоа вака има одредено ветување и особено очекувам од судиите да не бидат како судиите од постар кофа, тоа да бидат крајно сервилни на обвинителството, тоа е веќе крајно време да прекине, мислам таа папочна врска меѓу обвинителството и судот да се прекине, што ќе иде многу тешко бидејќи се бираме од еден центар и секојаш што нас има верба во младиве. Мојава генерација се уште дава, меѓутоа знаеш како стареш по идеаливе послабо и да изумираат, така да ако не на младиве на кој да остане свет. Значи гледаш некоја надеж во генерациите што гледам надеж, би се иселил да не е така. Ја би успел сек да успеам.
Ја тоа ти тврдам сега се би успел, така да би се иселил да сметам дека ми е безнадежна ситуација, под безнадежна не подразбирам финансии само, него да не ти е убаво едноставно да живееш повеќе тука ти. Многу, затоа ти кажам, многу успешни кадри се иселија од Македонија баш пошто не сака да чека некој партијаш да си живljava со него и да си игра солитарија дека он дреме на шалтер еден сам. Така, не си иселија заради парите, него заради прифатливо. Види, ај ти сегде ќе работиш, бе. Ај ти не ти треба лаптоп, ти треба и толку. Сегде ќе работиш, ќе работиш и од Брајчино, ќе работиш и од Париз. Така да тие луѓе сигурно не се селат само за пари. Само сака средена држава и тоа е тоа. Добро, кога сме веќе кај твоја афера, дали на пример некогаш си бранел или би бранел некој бесплатно доколку ти процениш дека од општествено добро е, доколку мислиш дека човекот е невин, доколку можеби знаеш дека човекот е невин, дали би му помогнал, би бранел, би застапувал некој на тој начин или апропо ова си строго професионалец и нормално дека кој ќе плати тој ќе го застапуваш. Малце неуко прашање затоа што треба да се знаат одредби во нашиот кодекс на адвокатска етика, прво дека во граѓанска постапка во многу лимитирани случаи смееме да одбиеме давање на правна помош. Затоа е добро да се каже ова. Да, зашто никој не. А во кривични постапки потоа во исклучително ретки случаи смееме во 1-2 таксативно наброени случаи смееме да одбиеме давање на правна помош. Значи јас сум должен да не го одбијам како давање правна помош и малце е глупо да го кажеш ако е невин. Види, ја и луѓе што практикуваме кривично право, сигурно не очекувам Симо Трпчевски да го бранам или да бранам некој академик. Фала Богу дека браниме сторители на кривични дела. Многу пати сум давал бесплатна правна помош, секогаш што сум седел во во рамките на мојот кодекс на адвокатска етика, кој што подразбира дека тоа треба да бидат и законов за бесплатна правна помош, ти подразбира дека тоа треба да биде сиромашна странка. Сиромашна странка по тие одредби се подразбира човек кој што има приходи кои што се помалку од не, приходи кои што се помалку од половина од просечната плата и кој што нема имот од кој што може да остварува приходи, значи ти можеш да си невработен, имаш 3 стана, зимаш 1000, не ти следи бесплатна помош и жртви на семено насилство. Значи секогаш ми била отворена вратата и милион пати тоа сум го правил, во моментов имам неколку такви случаи и треба да си знае народов дека е потешка дисциплинска повреда и да ги пријавуваат тие случаи ако некој ве одбие, да е потешка дисциплинска повреда по нашиот кодекс на адвокатска етика да одбиете странка само поради недостиг на финансиски средства. Нормално сега не да ми се натопорат сите кај мене имаат 1000 адвокати во Скопје, меѓутоа секој од нас треба да биде свесен за тежината на адвокатурата затоа што е благородна професија. Остави ги сите стереотипи на страна, адвокатурата е последен бедем на одбрана на прецена човековите права. Инаку сега тоа знаеш како ти браниш криминалци. Тоа кога ви се кажува или ја имав са фрапантен став имав предавање во ноември на правниот факултет, фрапантен став на студент кој што ми вика дека како по обвинителот пише обвинение, значи си крив. Секогаш така размислувате како да сте вие на обвинителна клупа. Не мора ти да правиш криминал пер се, значи криминал да живееш од криминал. Дека ќе се деси не дай Боже собракајна незгода да одне внимание во кој што некој ќе изгуби животот и тоа е кривично дело. И дали ти би сакал да те гонат тој да обвинителот пише и тоа е топ. Попотишчат и тоа е тоа. Значи секогаш се размислувате како вие да сте на обвинителот. Дали пак на пример некогаш можеби си одбил огромна сума на пари во однос на тоа што си бил убеден дека човекот не заслужува твоја правна помош? Ова дека сум влав сега вакви прашања зум пари или не, глеј. Не. А пак се ова неблагодарни. Пак се веројатно. Да, пак се ова неблагодарни прашања, сега ти кажам нешто, прашањето е поставено и произлегува од стереотип. Дали има некој што никогаш не би го бранил за ниедна? Сега ти кажам, сега супер те сватив. Гледај што е работава. Бидејќи знаеш дека е виновен, дали не би го бранил? Види, прво ова ќе звучи грубо, ќе звучи алчно, меѓутоа не знаеш него. Во мојата професија кривично право кога практикуваш, тоа треба да е правило. Мене не ме интересира дали е виновен. На крајот на делот најголемиот дел од нив се виновни. Што тоа значи? Дека не правна помош секој мора да има или треба да има. И Палчо. Јас имав ќе дојдем и до Палчо. Јас имав, без знам си гледал се и затоа ми го подпишувам. Меѓутоа сега ќе ти кажам и ке Палчо која работа. Само да завршам со ова. Јас имав еден постар господин кој што беше во пензија пред 7-8 години го застапував за осигурителна измама беше. Него работел во осигурителна компанија, се пензионирал, наводно произведуваше после дека правеле измами 3-4 со уште двајца од осигурителна компанија.
Човеков сега седнаме убедува, не е така. Секој што ќе седне вака карчи мене, ја што сум у канцеларија, као ти што седиш карчи мене сега, све што ќе ми каже зимам со резерва. Зашто? Луѓе знаат и да не бидат искрени, да лажат, сметаат, се срамат, не сака да ти каже, глупо му е све. Тоа е прва најголема грешка да го лажеш адвокатот, меѓутоа на крајот на денот јас на сите истото му кажам. Мене не ми е важно што ти ќе ми кажеш, да ја ќе видам доказите многу повише ќе ми кажат кога ќе видам предметот и мене тој човек ми викаше, ама мене како ти ќе ме браниш ако не ми веруваш? Не треба ја да ти верувам, треба судот да ти верува. На крајот на денот ја и ти не сме венчани, тоа е неблагодарно прашање. А дали сум одбил? Ја например испуштив хонорар, еве петоцифрен ќе ти кажам, 5-цифрен хонорар сум одбил на предметот Рашковски. Не беше Рашковски, беше од другите обвинети. Затоа што ми беше глупо да се нафатам на тој предмет, на кој што ми искомуницира и бара да бидам бранител на еден од обвинетите. Ти зборам беше 5-цифрен хонорарот, односно наградава, затоа што ми беше глупо да плукам кај што сум лижал. Кога излезе тој предмет, јас редовно ширував на социјални мрежи, го критикував Рашковски, го таргетирав како лопов. И сега, после тоа, ќе ми беше многу одвратно на мене и немаше да може да се погледнам огледало и да ги трпам критиките, дека да, еве се ти збориш дека одвратно, ама за паричка. Тоа беше моментот. Не има ти нешто што сепак не. Така да таму тоа го не прифатив да се нафатам и второ кога сме кај Палчо. Ти си ги гледал нели кога бев на Централни вести во Сител и некој ме пријави мислам дека Палчо и у комора дека сум дека сум му правото на одбрана, јас сум службено лице, ме пријави у комора бидејќи сум повикувал да не го бранат. Никогаш имаше многу адвокати што кажа дека него никогаш нормално. Знаеш ли например еден случај, мала дигресија, во Штип имаше девојче со посебни потреби, со ограничени, значи сега да не користиме нели зборови што се нормално. Со интелигенција подпросечна. Кој што станува трудно од некој лик кој што има доброволни односи веројатно со нејзе, кој му кажува дека е трудна на снимка, ја снимаат како ја шутираат двајца, ако памтиш пред 6-7 години, не знам кој годиште си во Штип. Ги апсат ги носат у притвор. 89-та. Ги апсат ги носат у притвор. Ниеден од штипските адвокати, колку да се наброи, не се нафати да ги бра. Ниеден. Јавува оние што ниеден. Така да се тие малце стереотипи дека ние за пари, ама баш себе направиле, не се. Значи не се во ред и тогаш некој велешки адвокат се нафати да ги бра. Нешто така. Кога сме кај Палчо, јас не е точно никогаш не се случило да не ги да повикам, прво кој сум ја на било кој адвокат и кој сум ја да имам, да сум авторитет или фактор на некој адвокат да му речам не може сега ти лебо да го вадиш, нема да го браниш Палчо. Тоа не постои. Никогаш влијателна личности. Не е битно. Кој адвокат види кај нас има многу суета у професија. Кој се ја неки ќе ми каже кој да брани, кој може мене да ми каже кој да застапува. Така. И сега ти да земеш никогаш нема да најдеш овој прочепка и јас викам да него, ја ти кажам дека ја никогаш не би го бранил. Да. Значи ја никогаш не би го бранил. Прво, имаме конфликти претходни со тој човек. Тој човек со години бидејќи беше пуштен, беше заштитен од тајни служби, ке нас знаеш како буквално 10 пати е суден и 10 пати не е отишол у затвор. Тоа е невозможно било која држава. Иако не биле до толку сериозни кривични дела. Ама сега ќе ти прогледа еднаш беше и за оружје, еднаш, два пати, три пати, колку пати ќе ти прогледуваат низ прсти. Тој човек блуеше омраза спрема етничката заедница на која што припаѓам, што е помалку смешно бидејќи жена му влајнка, се дали она му досадила па сите не мрази, не знам. И тој ти е класичен пример на она што ти го зборував на почетокот, Палчо како политичар ти зборам. Типичен пример на ова што ти го зборував на почетокот, дека тој на социјализмот секогаш продава овако. Он ти иде на секогаш купува гласови. Он ти иде на кратка меморија на луѓето. Палчо, ја барав многу возрастен да знам дека беше еден од главните финансиери на СДС, еден од првенците на СДС, комуњар, прв човек на СДСМ град Скопје, олигарх. Све и он одеднаш станува турбо националист, национал-шовинист, мрази власти, мрази шиптари, мрази не знам ова, све мрази он е голем македонољубец од нигде никаде, зашто тоа е единствена рецепта во која што во неговите делузии на грандиозност може да се промени. После тоа преку Зоран Бурен Весник, тоа него не го служи на чест, мене не ме интересира, лиферираше некои писма таму, јас и Љупча Златев сме моја минирана одбранава. Ме пријави у комора, тоа нормално беше отфрлено, што тоа не е така. И ако се персонално ако збориш, да, него не би го бранил никогаш. Види, ќе се ставиш во позиција кога мораш да
она што си за законот дека го правиш како професија дека секој заслужува правна помош, меѓутоа прво тој човек никогаш не би го бранил за ни пари, делото што го направи е страшно, ти да имаш што наводно го направи, ајде да почитуваме, а исто така ме пријави не сум почитувал презумпција на невиност. Ја не сум во врска да почитувам негова презумпција, тоа треба судијата и судијата да го прави. И тврдам, ја бар мислам дека не му е прво убиство, ти да пукаш од дете така ладнокрвно, значи тоа не се прави туку така, ќе ти затрепери руката, не е мачкина кашлица. И во таа смисла и поради нашите претходни конфликти, ја се замислив сум со тебе во конфликт да те бранам, тука ќе дојде до прашање дали ќе те бранам со полн капацитет. Така да тој човек не би го бранал и ве ти кажувам за конкретно дека имам петцифрена награда одбиено поради тоа што сакав да држам до себе. Секоја чест. Добро, јас чувствувам како една одговорност. Го спомнавме зборот шиптари. Не, тоа е дадено во контекст. Мислевме на албанци, така? Не, јас се знаем многу добро вака се да не ми го водиш од контекст или да не се ќе се извинуваме за све и свашто. Зборот шиптар е кажан во контекст на тоа. Во контекст на Павчо, дека он така се. Кој што он го тој беше мовето тоа. Инаку кај мене дома тој збор е забранет. И зборот сега не забранет, затоа што види, факт е дека тие зборови се користат во секојдневно. Така е. Меѓутоа факт е дека не треба да користиш према некој збор што не сака да го користи. Точно. Без разлика. Сите албанците меѓу нив се викаат, па не се викаат баш, се вика шчиптаре, ја бидејќи зборувам албански, тоа е малку делумно зборувам албански, тоа е малку различно, ама знаеш како се, зашто на силабите викал нешто што не би сакал и ти со Северна Македонија секој те вика. И се некој може да користи аргумент, ама така е, уставот е така. Едноставно не сакам и не го користи. И тука завршува све. Не сакам да кажам дека тоа ти. Да, дека него чисто ја го кажам во контекст, да. Контекст на Павчо. Се користи, Павчо го користи. Така, тоа е тоа. Види, во секојдневен говор би ти излажал дека некогаш и ја не сум го користил. Многу сум искрен и било кон нас. Ама друго е во јавности да блуеш се, да мислам тоа е гнесно. Така. И види, едно нешто ќе ти кажам. Има пресуда. Ја на пример ја застапував една многу неблагодарна личност, наша актерка, крајно неблагодарна личност, нема да именом, ја застапував, ја пријавуваа за ширење на расизам, ксенофобија, омраза национална или верска од невладина организација која што застапува роми. За употреба на збор циган во Facebook статус. Таму одбраната ми беше супер, затоа што се користев со праксата на Европски суд за човекови права. Има една многу темелита пресуда, се вика Аксу против Турција. Господинот Аксу тие ром од Турција, кој што се наоѓа навреден дека во два проекта, делумно финансирани од Министерството за култура на Турција, тоа едното беше речник, во кој што како синоним за скржав човек е циган, и во другиот е двајца патописци одат во регион кај што живеат роми, опишуваат и редовно се користат со зборот цигани. Страсбур е у Турција, тоа им пошто делумно проект на Министерство за култура, нема шанси да добие на суд, тоа теорија нема, меѓутоа он иде на Страсбур и губи, затоа што Страсбур ти вели дека не можеш да го изведиш ти само зборот циган, или шиптар, или цинцар, кој што дел неуки власти сметаат дека е навредлив, а не е, бидејќи има сосема друго. Меѓутоа се користи во навредлива конотација некогаш. И да речеш, ево ми рече цинцар и сега тоа не. Се гледа во контекстот во кој што е во тој употребуван. Затоа што актеркава не го употребуваше во контекст да навреди, туку алармираше на некои роми кои што екзекутираа коњ на јавно место или нешто така беше. Меѓутоа, факт е и на тоа останови, на моите деца им е тоа забрането и не ги користат тие зборови, бидејќи од дома доаѓа воспитание. Затоа што едноставно, зашто би користел некој збор од кој што некој би се навредил. Те разбрав. Дали си бил или би прифатил да бидеш можеби општествено ангажиран? Многу пати и до ден денеска сум бил општествено ангажиран, многу пати сум учествувал во акции за кои што никогаш не се знае, нити сакам да се знае. Едно од најиритантните работи на свет ми е кога луѓе прават хуманитарни работи и да се сликаат за тоа. Најиритантна работа ми е на свет, не кам никој да именувам, имаше од Паланка еден случај кој што срцето ми го скина, значи ако го гледаше со она на срце на дланка на дете на кое што новогодишна желба му беше во плач, каже да има што да јаде. Ја и сопругата дома го преплакавме детено, мислам како да ти објаснам. И сега одма идат и се сликаат со него. Тоа е не дека види, да, ефектот е тој, ќе му помогнеш на детето, ама мотивот некако, знаеш, не е чист.
Да. Што е потребата? Задна намера има. Джим Кери имаше например многу добар опис за тоа. Немојте вика кога идете да носите храна на бездомници да се сликате. Стај се вика ти у позиција, да си бездомник, да си гладен како куче, да некој ти носи оброк и со камера се снима и ти мораш да го земеш да си гладен. Замисли ти у каква позиција деградирачка е тој човек. Така да, ако правите добри дела, правите ги, не мора никој да знае. Јас сум направил милион општествени работи, сум купувал ствари, сум учествувал во акции и за тие никој не знае, нити ке знае. Секоја година една млада дама, голем поздрав до нејзи, оваа година учествува во нејзината акција, се организира сама со пар пријатели, пријателки, ала да е. Сум се само организирал со луѓе и сум правил многу убави работи и за кои што никогаш нема да зборам и не сакам на тој начин. Не сам да се знаат уопште затоа што правиш добро за тие што го правиш и едноставно тебе да ти е убаво на душата, а не мора сите да ме гледаат. Така да сум учествувал во милион акции за кои што немам намера да зборам. Си имал ли некоја понуда можеби од некоја политичка партија да преминеш во нивните редови, платена ли, било каква ли, со функција или било? Сум имал директни и индиректни понуди од двете најголеми политички партии, кој што нешто никогаш не би го направил затоа што би се срамел од себе. На ништо не би личело, а многу луѓе тоа го правеле, да седам сега тука да плукам по ВМРО и по СДС, да сметам дека се бизнис партии, лопови, клиентелисти, што сакаш да наброиме све точно и после тоа да а многу луѓе тоа го правеле. Многу луѓе тоа го правеле, ја не би можел само да се помирам со себе си тоа да го направам, имаше некоја понуда за средба пред повеќе години со некој, да речеме, јак политички човек и ја ќе ти кажам еден аманет кој што мојата мајка ми го остави, кој што во тој момент беше таза оперирана од канцер и која ја чисто вака ние бевме многу блиски, го кажувам му мојот, значи жената стана од кревет цела врзана со вако, вика те молам, вика ни мртов, вика и така да не се види, ја треба да идам таму и сега некој човек што е вечен политичар, што нема 2 дена работен стаж да биде предпоставен, не би можел да се помирам со самиот себе. Така да сум имал понуди, не биле секогаш директни, било повеќе индиректни, меѓутоа не сум заинтересиран. Како Јанаки ја гледа надворешната политика на Република Македонија во моментов и дали таа можеби оваа сегашна на ВМРО се разликува од надворешната политика на СДС? Било која паметна држава, надворешната политика треба да биде константа и не треба да зависи од промена на владата. Не е така баш, затоа што ако ги видиш ти доктрините на САД, многу малку зависи од тоа. Кај нас мислам. Ти кај нас мислиш. Ама затоа ти правам паралела. Доктрините на САД се исти од 45-та навака, значи тоа нема врска дали се републиканци, таму ти империализам, неоколониализам. И во Бугарија е така, а не па они се од шовинистички аспект. Кај нас види во многу тешка позиција е ВМРО да помине од надворешен аспект. Малте не се стајани пред свршен чин. Францускиот предлог за жал стана европски предлог, да е тоа дел од европската преговарачка рамка. Не е да се знаеш, да ти кажам дека кој го направи да стане европски? Кој го направи да стане европски? Французите. Ако така сакаш да гледаш нашите големи пријатели французите со за нив добра надворешна политика на Бугарија и исклучително, тоа ти е една комбинација од сите три, исклучително пасивен однос на тогашната влада на СДСМ и ДУИ, кои што не беа доволно паметни да искористат, значи, да направат надворешна политичка офанзива, да одат, не знам, во Израел по подршка, да речат, видедови се повампируваат, кажуваат дека не биле дел од фашистичка оста, ревизија на историјата. Немаше Не верувам, затоа што кај нас двете најголеми политички партии се под исклучително влијание на странскиот фактор. Кај нас сите партии политички се сакаат да бидат робови, значи СДСМ и ВМРО на Западов, левица која што како алтернативни на тоа влече многу гласови, ти вика лошиот империализам, не сакаме, ама затоа да бидеме руска или кинеска колонија веројатно е добро, никој кога да не сака да бидеме наши своји. Така да во многу лоша позиција е са Тимчо Муцунски, ништо добро не мислам за него, ни познавам човекот, пака културен или убав дечко за гледање, значи се труди, го гледав и кај беше во Европски парламент да ја каже начина вистина, колку ефект има од тоа е исто многу дискутабилно. Ние сме ставени пред пат позиција и треба да се запрашаме дали уопште сакаме да учествуваме во сојузи кои што така те условуваат. Види, оваа земја ако не се продаде самата себе си, не знам друга земја ти да земеш да им збориш сега на некој да отидеш у Шпанија да му речеш
што све ние сме направиле. Луѓето се смеат на улица, ме разбираш како вие сте се нафатиле на сите овие работи. Бугари во устав мене не ми сметаат, персе не ми сметаат, значи вака провокација, Меѓутоа сметаат. тука па го не. Тука го делам ставот со претседателот на левица, затоа што тоа така, тоа ќе носи далеку сижни последици. Во тој дел, јас сум многу поголем човек од него, затоа сметам дека тоа што треба да го поддржам, ќе го поддржам. Ја ден денес ширувам дел од нивните политики кои што ми се допаѓаат, антибанкарство, значи кај нас тихвари, значи што ги поддржувам, сметам дека се окей, една изборна единица. И тука е управо дека тоа ќе донесе далеку сижни последици, дека ние пропаганда сами ќе си плаќаме, дека квоти, моти се ќе измислат. Види се, знаеш што е автохтон народ. Они в Бугарија имаше, пошто они се вадат со пасошите 100, да, факт е дека од економски причини, многу, не можеш да ти кажам бројка, меѓутоа многу македонци земале бугарски пасоши. Ама имаше избори, сега знаеш колку се пријавија у диаспорава да гласаат, 250, така да сега да не правиме муабет, што понатака. Како едно последно прашање за овој наш разговор, што е прв, аз се надевам и не и последен, би те запрашал, каде исчезна она Северна? И дали правно е возможно ние да го вратиме името Република Македонија? Северна исчезна во, како мислиш како исчезна? Никогаш Северна мислиш каде исчезна? Никогаш Северна. Никогаш Северна се претопи веројатно во удобните фотели. И тоа е пандан на она што ти го зборев, да од опозиција е многу лесно да се каже дека ќе биде никогаш Северна, и првенците на сегашна власт се колнеа дека нема да го користат тоа име. Политичката реалност, да, формално е управо премиерот кој вика, да, ја лично и кога ќе можам нема да го користам, ама сум обврзан, и тоа е така, ама тоа го знаел и кога бил опозиционер веројатно. Така да велел нешто поинаку. Велел нешто поинаку, така да кај нас фотелјата има така мокрациото да го изменува, меѓутоа види, многу грда придавка, навредлива. Ја на тој референдум не само што не учествував, отворено агитирав во рамките на моите капацитети и влијание, моки, да се игнорира тој референдум со навредливо прашање, исклучително навредливо прашање. Мојов кум, што ти кажам, хардкор фашистов, он викаше што е следно дали се сакаме себе си да си поставиме прашање. Да, но не се постигна целата која беше наменета. Со што? Па се промени името. Ако гласавме сите против, мислам дека не може си би ќе беше друго. Не си оправо. Еве ти гледај сега, не си оправо, зашто? Тоа е советодавен референдум, прво немаат обврска до. Мада Тоа се каже откако заврши. Не, Пред да видиш, од аспект на референдум како механизам на граѓанинот да влијае, не треба да постои, сите референдуми треба да се задолжителни. Онда кој е чарето да ти кажеш референдум, ние мислиме вака, па ти кажеш мене ми е гајле и ние ќе си требаме ние кој што мислиме. Меѓутоа тоа беше многу замка референдум со недозволиво трик прашања кои што се сврзуваат две во едно, и дури да гласаа сите против, они едноставно ќе речеа ние не сметаме дека е тоа така и ќе му дадеа легитимитет. Тука ВМРО потврли многу околу референдумот. Они има една скандалозна ставот е гласете срцето, како ќе ви кажа. Кој е тој став се жити господин, што они требаше, они тогаш цврсто да застанеа. Ти кажам 2020 ќе ги згазеа, а не да ги изгубат, таков се да само е жално. Каде исчезна во фотелите, никогаш Северна, и дали имаме да си го вратим името. Види, ниедна работа не е вечна, едноставно може да се напушти тој договор, да се известат Обединените нации, да се извести Грција дека ние се повлекуваме од Преспанскиот договор, и тоа е тоа на крајот на денот. Иако тоа е глупо, ние се фаќаме за тоа, меѓутоа е така. Грција не ги исполни своите обврски, таблите фиром уште стоат, Не е глупо, така е. па не гледам некој притисок нив да им се прави дека они нешто И не се посебно само таблите. и не само таблите, и не гледам дека они нешто посебно се потресуваат поради тоа. Договорот со Бугарија, за добрососедски односи, воопшто не ги имаш овие максималистички ставови кои што подоцна се појавија како дел од француската преговарачка рамка. И тука е факт, ние сите тоа го знаеме, дека прво тоа има огромен степен на веројатност дека нема да биде последно барање, со крајно навреду бугари во устав. Они ти викаат да, не, сега после ќе кажете дека од 44-та сте биле бугари, па сега не сте, сега ние тука треба да чекаме они да онанираат, да си живуваат буквално со нас. Не благодарам, и тоа е се што треба да кажам. Јанаки, сакам да изразам огромна благодарност до тебе што вечера ја збогати оваа наша емисија, овој Пак наш дека сум глав, подкаст. са и јас богат. На моменти имавме спротиставени
мислење, но тоа е дозволено секако, дека се надевам дека повторно ќе ни бидеш гостин. Ти благодарам на поканата. А на вас, драги мои, се надевам дека ви бевме доволно и верувам дека ви бевме доволно интересни. Гледате го нашиот подкаст и нормално не заборавајте да стиснете лайк, сабскрајб и да го споделите како би допрало до што повеќе луѓе.